Јас кажеш? прв пат таква планинска ултра трка на која што решив да се форсирам, да давам се од себе и вистински да се тркам во вистински смисол на зборот, Аха. тоа беше сега пред неполна година на Охрид Ултра Трейл. Значи тоа ми беше трка на која што решив сега на оваа Као трка да ќе бркаш се нешто, тркам. резултат, Ќе пласман. бркам време, ќе бркам резултат, ќе бркам се. И Одеша многу добро и направив многу голема глупост и тоа ме чинеше многу. што беше целата глупост? трка. Ама многу голема глупост беше тоа. Значи, јас имам на сите вакви трки волку долги што се имам некои кризи за спиење. Добро. Сега, јас до сега тие кризи за спиење, цело време сум мислела дека се заради тоа што јас претходно недоволно одмарам. Пред трката недела 2 и повеќе, треба убаво да одмараш. Значи, Добро. најважно е да бидеш убаво одморен. Поважно него ли тренинзите последните недели што ќе ги правиш. Јас немав никакви одмори, поготово затоа што сум мали деца и немав Да. не сум имала шанси, значи во никој случај. И одев на трка уморна, малтене, недоволно наспана и сум мислела дека тоа, тие умори, тие кризи што ги имам, дека се резултат на тоа. Така беше и на оваа трка, одеше се добро и еден период таму на разденување ме фати како некоја фактички не дека на разденување, туку кога почнаа големите успони, кога почна искачувањето, Добро. пошто прво некои си 50 километри, 40-50 километри, прилично рамно е нагоре, надоле, а меѓутоа трчливо. Океј. Трчливо. Потоа кога почна искачувањето горе на Галичица, како почнав да се качувам, така почна умор некој да ме фаќа и буквално почнаа ми се затвараат очи. И се качувам и почнав многу бавно да се качувам и викам дај вака не иде ми се затвараат очи да седнам да малце вака да ги одморам очиве, значи јас седнувам да ги одморам очите буквално со вака прсти на очи и така некои си 2 минути, 3 минути и тоа ми се случува на секоја ваква трка. 2 минути, 3 минути и слушам како поминуваат трчачи покрај мене или со штеките, таму сме со штеки, Добро. ги слушам штеките. И окей, ќе се толку доста е 2 минути, сега станувам. И така исто станав. И како што станав, искачување и одеднаш станувам и гледам пред мене надоле. Викам, супер. Сега викам, јас да знаев дека од тука више почнува спуштањето, немаше да одмарам, затоа што кога ќе почнам да се спуштам, да трчам, готово се освестувам веднаш. Не ми кажа и назад се фатило да идеш. Да. И гледам надоле и почнав да трчам, ама така убаво брзо да трчам, да се пуштам. И гледам еден трчач, се качува нагоре, Србин, шта е било ми вика. Викам, ништо. Викам, добра ли си? Викам, добра сум. Ти добар ли си? И ми вика, добар да. Где идеш ми вика? И викам, идам викам на контролна. И ми вика, како на контролна ми вика, од каде доаѓаш? Од манастир дека тоа од Свети Наум, од манастирот од Свети Наум, нагоре се качувам. Добро. И викам, не, викам, ја од манастир, викам, сега си отидов и сега, викам, идам нагоре на другата контролна, не знам како се вика. И ми вика, како вика, ја идам од манастир. И ја го гледам, викам. Како идеш од манастир? Уште лети текнува. Не. И јас со него тука се расправам, буквално се расправам. Чека, а колку време трчаш надоле? Он ме убедува дека не може да идам надоле, дека некој си од прилика 200-300 метри. Океј, добро, Ама не е ни премногу. малку. Али добро, Ама не добро беше си толку изгубила страшно. овакво. И добро, и сега се убедуваме и ми вика, океј, ми вика, ја идам нагоре, гледа дека не може на крај да излезе со мене и ја викам, го гледам, викам, океј, јас идам надоле. Поздрав. И он се врти вака, ме гледа и ми вика, добро. И продолжува. Ја продолжувам надоле. Гледам друг трчач. И сега со него, странец беше, и сега со него. И ми вика, каде идеш, што идеш? И сега викам, не може истиот муаве да го правам со уште еден тркач, значи не може. И викам, чеке, викам, и се вртам и одам пред него назад. И сега се обидувам да му кажам, да му објаснам каде сум свртела, дека до тука сум доаѓала, до тука сум се качувала, дека од тука веќе немаше, не гледам маркација друга. И му објаснувам, вика, да ми вика, ама нагоре треба да идеш. И јас викам, добро.
Ни на него не му верувам, ама не може јас да сум во право. Сега јас да се објаснам, значи ќе тргнам со него за да видам затоа што нешто не е Добро. како што треба тука, значи не е со мене како што треба. Сватив дека не е со мене нешто како што треба. И тргнав нагоре и да, многу блиску тука беше контролната, значи многу блиску беше контролната, од таму од каде што јас сум почнала да се враќам надолу. Ле. И тоа не беше многу страшно, затоа што колку и да изгледа долго вака во муабетов, тоа мене ме чинеа некои си 10-15 минути. Значи не беше страшно. Океј, се случи што се случи, повеќе се смеев на таа дешавка, да речам. После некое време, значи го искачив на, како се викаше контролната, беше како главна контролна на која што треба и дропбекс да земеме, да се средиме, да се пресоблечеме на превој, да. на превој. И поминав и на таа контролна, тргнав и од тука сега треба да одам, треба да фатиме, знам, асфалт, од асфалтот да се исклучиме лево, повторно на трейл и да одиме према планинарскиот дом Асан Жура. И јас веќе сум ја трчала тркава, значи не ја трчам прв пат, меѓутоа баш тој дел тука кај асфалтот малку изменет нешто и не знаев точно каде треба да се исклучиме. Јас тргнав по асфалтот и повторно удолница према Преспа, ама убава удолница на асфалт, каква што јас најмногу сакам. Тачно знам кај треба да се Јас исклучиш. си се свртев десно, вместо да гледам лево во маркации, си се свртив десно. Си го гледаме уживаш у поглед. зерото, си уживам во погледот, буквално си уживам во трчањето надо затоа што бев полна со енергија, буквално. Доле е отешаво. И одам, трчам и сега јас знаев дека треба да биде исклучувањето на некои 2-3 километри. И гледам, нема маркации. Јас веројатно баш во тој момент сум ја поминала маркацијата со свртана глава на десна страна. Не сум ја видела и трчам. 3 километри, 4 километри, гледам, нема маркации. И доаѓам скоро 5 километри и викам, сега ќе почнам да вртам на телефони. Се јавувам на еден, се јавувам на друг, се јавувам на организаторов, директоров на тркава Крле, бидејќи тој е од Трекс. И викам, Крле, кажи ми на колку време исклучувањето треба да биде. И вика, па оди ми вика, имаш, ама колку имам, викам, имам 2-3 километри или 5-6. Чекај, ти колку се спушташ? Викам, па од прилика, викам, скоро 5. Леле, не, никако. Си тргнала на кај Отешево, враќај се назад. Да, симнуваш И на во кај тој Отешево. момент, јас враќање назад, ама форсирање сега нагоре. Цела сила што ја имам за побрзо да се вратам, за да надокнадам на време, цела сила што имам за нагоре, тоа веќе беше некаде на, мислам дека 6 километар, ако не се лажам. Од колку вкупно е таа? Таа требаше да биде 110, меѓутоа беше скратена оваа година поради лоши временски услови што беа најавени. Беше скратена, испадна на крај некаде околу 90, мене ме фати 90 и... Значи, на трка од 90, ти на 60. Да, и да се Даш враќам сила назад за со цела назад. сила што ја имам и тука многу се потрошив. Се потрошив многу, буквално. И цела трка наопачки ми тргна тука. Значи, кога веќе стигнав до планинарскиот дом, таму каде што требаше да стигнам, до Асан Жура, до таму имаш уште некои си од прилика 10 километри од исклучувањето или 12. и ти уште 3. Да, или 12, да. И многу изгубив сила, енергија. И веројатно и психички многу паднав и многу тешко ја завршив таа трка. Значи таа трка кога ја завршив, немав сила за ништо и ми се лошеше, ми беше мака, не можев на нозе да стојам. Значи буквално ми тргна. Ама па ја заврши. Па ја завршив, како нема да ја завршам? Не овакво. Не. Откажуваш. Не. Си ја завршив и пак со релативно некое фино време, барем како што планирав, испадна фино. Меѓутоа можеше да испадне многу пофино. Многу да. подобро.